Вирусните инфекции кај децата најчесто се јавуваат во летниот период, велат педиатрите, но поради наглите промени на времето, тие оваа година почнаа и многу порано. Откако почнаа децата да се дружат и по игротеките, а се отворија и кафулињата, е забележано и поголем број на заразени деца од вируси, кои, како што велат педиатрите, и не се карактеристични за овој период. Нешто во оваа година во септември, обично кај децата немавме се уште предходните години, се разбира, немавме некои инфекции и беше еден период на мирен период или едноставно така ние како што велиме педиатрите затиша пред бура, пред настапување на есенските болести кај децата. Но оваа година точно е дека вирусните инфекции, особено на цревцата, се доста застапени кај децата токму во овој период, иако веќе гледате и сами дека температурите веќе не се летни, поточно не се високи температури. Моја предпоставка е дека минатата година, кога децата не одеа на училиште и кога не беа во градинка, имавме мирен период и беа изолирани. Меѓутоа, после летниот период, кога се отворија нели и дискотеките и овие кафињата, кафулињата, парковите и кога почнаа меѓу себе почесто да се дружат децата, игротеките, што е многу битно, почнаа да се јавуваат инфекциите кои што и не се карактеристични за тој период. Меѓутоа беа децата доста болни. Овој тренд продолжи во септември и сега се доста присутни цревните инфекции, кои што во 99% се предизвикани од вирус. Бидејќи симптомите со обична настинка како и актуелниот вирус COVID-19 се многу слични, педиатрите апелираат до родителите, доколку нивните деца пројават некакви симптоми, да се јават кај нивниот матичен лекар.